Поради неочекуваните обилни врнежи, разните градинарски култури во нивите крај село Градовци пливаат во вода. Вложениот труд и пари и оваа година ќе пропаднат. Дел од земјоделците дури и се задолжиле за да ги сработат подготвителните активности, надевајќи се на заработувачка од продажбата на родот. Во многу полиња целосно се уништени пиперот, доматите, компирите, гравот и други посеви. Голем удар за кочанските земјоделци, чија главна екзистенција е земјоделството. Со уништувањето на посевите не само што ги изгубија можностите да заработат некој денар, туку не ќе можат да ги задоволат ниту потребите за прехранување на семејствата. Може да погледнете таму нашите полиња, дека сакате да ги кренете полињата се лом. Имаме штети катастрофални. Кои култури да претрпеле најголеми штети? Пипера, враче, највише, ке нас култура што повише пиперова сејат. Кренете пато нека мојаци, нека прибачува е лом, браче. Тоа е. Паметите ли вакво нешто на последните години? Не, браче, има катастрофални. Тука доај, имаме тука една куќа, 2-3 куќи што ги поплавува и тај проблем треба да се реши. Ке нас е страшна работа. Луѓето не може да си ги покријат тавачките, а има катастрофални давачки. Договори се направили со пипера, не може да се оправат. Тоа е проблем што едино вие како екипа може да се искочите и да си видите, брат, тоа е тоа. Па има големи штети, баѓе има големи штети. Се уште те народот вадат вода со моторчиња. Едно време ли вадаеме, не може тош. Сега вадат вода, ама џабе тоа што ќе вадат. Полно е со вода. Ние садиме 2 пати, садиме пченка, те чиничка ние што викаме по наше. Пак не и таа нема да биде. И тоа семејска роба си имаме. Нема да биде. Џабе ѓубре фрламе, џабе рање, се бадјева. Помош има ли од него? Па нема дека ти помош од џепот, нафта. Семе нема помош, брат. Не, помош нема. Минатата година голем дел од посевот во Кочанскиот регион беше целосно уништен, што беше причина локалната самоуправа да формира комисија која ги задолжи местните заедници во општината да направат список на сите оштетени лица, како и на големината на имотот кој е уништен. Местните заедници тоа го сторија, но Министерството за земјоделство донесе одлука штетите во Кочанскиот регион да не ги опфати со својот план за обештетување. Земјоделците и годинава не се надеваат на помош. Никој ништо не ни даде. По 3 декара 4 пипери имаме сите, никој ништо не помогна. Сега и оваа година патеја идем од полето, вода со нивите пуни, гровата срамота. Сега ние не викаме тоа Божја сила, ние не може да кажеме тоа, например, па нешто треба се преземе. Тоа е гровата срамота. Веќе сме, да ти кажем, уништени на нула. Те што ви ги човеко, се плаќаме тоа,орање, танирање, фризирање, плаќаме пилодарка, плаќаме фризирањето. Тоа ништо. Од нас, например, земјоделецот нема ништо да остане. Немаме оваа година да се прехранеме више. Освен во Градовци, слични штети се забележани и во полските атари на други села, каде голем дел од културите се зафатени од болести.